Македонија во последната деценија на минатиот век конечно доби своја национална и суверена држава. Оваа книга мора да биде уште едно предупредување до оние што преговараат за и во името на таа држава, до оние што се обидуваат да се испазарат, дека за еден добар дел на наши државјани и за еден добар дел сонародници откинати од националното ткиво, а со тоа и за сите македонци, граѓанската војна се уште трае. И тоа траење не може и не смее да биде премолчено од меѓународната политика. Македонската влада, по повеќе децениски молк, јавно се огласи во 2008 година и го интернационализира ова прашање. Но македонците не можат да се борат за своите правдини, ако на владата и на Сдруженијата на македонците по потекло од Беломорието, овде и во светот, не им се придружи и гласот на Македонската академија на науките и уметностите, МАНУ, како и гласот на интелектуалците. Најголемиот концепт без македонци на Балканот, најголемиот непријател му беше времето, кое ние македонците сепак трпеливо го дочекавме и сега знаеме каде е црвената линија која не смееме да ја поминеме. Затоа Грција, која има скорешен континуитет во државноста и која се конституираше со помош на европската дипломатија, мора да одговара за геноцидот врз македонскиот народ во окупираниот дел од Македонија. Оваа книга не е историја, но таа е составен дел на македонската национална историја. Во неа се содржани 70 автентични кажувања на преживеаните борци од граѓанската војна во Грција, кои зеле активно учество во редовите на ДАГ, на Демократската армија на Грција, во борбите против монархистите. Но во некои кажувања се евоцираат спомени и од времето на ЕЛАС, војската на отпорот против германскиот и италијанскиот окупатор. Освен тоа, во книгава се застапени и десетина искажувања на така наречените деца бегалци од граѓанската војна, што ја дополнуваат грозоморната слика од тој драматичен период на македонците од егејскиот дел на Македонија. Некои ја опишуваат драмата на Грамос и Вич, кај што гореа камењата. Други трагедијата на фаталната Леринска битка. По скрките и планините останаа коските на илјадници борци. Цела Егејска Македонија ќе стане една огромна гробница со коските на загинатите. Каде и да згазнев, чувствував како да газам врз коските на другарите, ќе каже еден од преживеаните. Македонските здруженија од егејскиот дел на Македонија го осудија вандалскиот чин на уништување на спомен плочата на гробницата во Лерин, каде се закопани 1200 партизани на Демократската армија на Грција, македонци и грци. Голем срам за грчката држава е да се гази врз коските на паднатите борци. Во чест на овие жртви, потребно е да се изгради огромна биста, која ќе биде сведоштво за новите генерации да знаат за што се бореле нивните родители и предци, вели Вера Фотева. Имаше ли воопшто смисла граѓанската војна и зошто се боревме? Пред да одиме во Егејска Македонија, нам, на македонците, ни се ветуваше дека ќе ни дадат автономија. Затоа целиот македонски народ беше во движењето, се што можеше носеше оружје. Захаријадис рече дека кога ќе одиме на Лерин, ќе дојдат тенкови како помош, ќе добиеме слободна територија. Во една прилика дознав дека ДАГ имала цел да го ослободи Солун, па да се направи слободна територија, да се признае револуцијата и да добиеме помош од други држави за да можеме да обстанеме. Но што се случи? Зошто ги истераа луѓето? За да умрат по светот? Куќата во моето село е уништена и воопшто не можам да го најдам местото каде се наоѓаше. Сега грците не сакаат да слушнат за македонците, но за нив не е проблем името, туку територијата, границата, посочуваат Атанас Ангеловски Герефи. Зборникот, оваа книга, е еден од значајните чекори на патот на бележење на колективната меморија на нацијата. Сега, кога овој фундаментален проект ја доби својата физиономија, сакаме да ги споделиме задоволството и радоста со сите оние што веруваат во крупни чекори и несебично им даваат поддршка.
Со овој заеднички проект на колективно сеќавање успеавме да ја покажеме нашата зрелост како нација и култура, која знае да ги почитува вистинските вредности на припадниците на македонскиот народ, кои се разликуваат од апартхеидот, антартизмот и нарцизмот на грчката демократија, која со векови врши геноцид врз македонскиот и другите народи во соседството. Ако влезеш во турски затвор, ќе останеш доживотно. Ако влезеш во грчки тефтер, никогаш нема да ти избришат. Мотото, ставено во почетокот на овој зборник, представува вообичаен израз кога меѓу себе разговараат луѓето од Беломорието, распрскани како капки дожд насекаде во светот. Тие најмногу и го разбираат ова мото, кој како да го содржи клучниот одговор зошто им се случи тоа што им се случи и зошто и во 21. век не можат да си ги видат родните огништа и имотите, да запалат свеќа и да му се помолат на Бога за душите на умрените роднини и пријатели. За нив, граѓанската војна, чиј почеток не го лобзираат како во историјата помеѓу 46-та и 49-та, туку како нејзина увертира ја земаат италијанско-грчката војна во 1940-та, како и антифашистичката војна во Грција помеѓу 41-та и 45-та, таа војна се уште не е завршена. Но таквиот нивни став треба да стане и дел од свеста на секој македонски човек, но и на пошироката меѓународна јавност и на науката. Овој зборник на сеќавања нема намера да ја покажува и да ја докажува основната причина за прогонот, иселувањето и за однародувањето на стотиците илјади македонци. Нашите историчари, иако недоволно гласни, го дале својот збор за тоа или во иднина ќе го направат тоа врз основа на фактите, но и врз основа на толку силни и несоборливи аргументи како што се изнесуваат во автентичните сеќавања и искажувања на учесниците и на жртвите на граѓанската војна, презентирани во оваа книга. Беше 1948 година, еден априлски ден, толку дојлив. Мајките си отделија децата од 2 години да ја спасат од смртта. И преминаме границата Југословенска. Овој пат го врвеме, овој пат. И сега се мисля сама, кај
тия дечица пешки. Ovo je pa durdo žulja. Сега се наоѓам во село Жувино, овде преку Верино од два страна нема ни километри и пол, 2 километра, тука е селото моје, не може да се видя 50 години да си има видя, постарев ми не може да се видиме никако. Не можеха да се разделят. Толкова беше тежко и на нас, и на децата. Имаше деца от сите села. От Сетина, от Крушодари, от Попадия, от Овчарани, дори от Айтос. Малечки от 2 години и пол, от 3. Ке те фате едното за фустанчето, ке те носи до тамо, ке окрениш, ке занесиш до тамо. Ке опустиш това, ке се вратиш, ке вземиш другото. Ке занесиш пунък. Оти ке остане. Не беше само аз. Имаше много майки. И от Сетина имаше, и от Попадия. Децата боледва за майките. И майките боледвая. Се знае това. Селото зад мене има, може, що знам колко метра ядве. 5-6 метра, ама не може да се увида. 50 години за времето и готово.